Добар ден. Око на ТВ Нова. Од денеска на оваа фреквенција секоја недела во 14 часот со вас ќе бидам јас, Горан Петрески, во оваа прва емисија и Бојана Димитриевска. Око гледа без диоптрија, а дзирка и зад завесите. Во првата емисија тема се хуморот и социјалните медиуми, а гости се Богдан Илиевски, попознат како Бетмен Велит, колумнист и прочуен Facebook и Twitter автор. Добре дојде, Бетмен. Добре најдов. И Борис Дамовски, сценарист кој последниве 10 години е главен офталмолог во Контрабанда. Добре дојде, Борис. Здраво. Поканивме уште најмалку 10 познати луѓе од оваа област. За жал, со нас во емисијата не се Бранко Огњановски, Паника бе, Ранко Петрович Бубамара, Facebook и Twitter, авторите на атрактивни и провокативни постови, Љубиша Сулимановиќ, Бошко познат како Моџо Килингтон, Ивор Мицковски и уште неколкумина други, кои сигурно имаат што да кажат на темата. Социјалните медиуми се феномен кој го менува текот на светската историја и тоа во сите сфери. Хуморот пак останува оној бесплатен лек за душата, достапен секому, но смејата за жал ја има во се помали дози. Првото прашање за моите денешни гости, Борис и Бетмен. Зошто луѓето во Македонија се помалку се смеат? Светот стана пресериозно место за живење или вие изгубивте на креативност? Борис, повели како повозрастен ти давам предност. Задолжен за смеење. Не би рекол, знаеш, мислам дека нема некое, според мене, значително намалување на бројот на вицови што излегуваат или се рециклираат. Пошто можеме да кажеме дека половина анекдоти што се раскажува во 70-те, 80-те бе рециклирани во Југославија, во екс-Југославија бе рециклирани руски анекдоти, адаптирани или па американски се. Така што мислам дека и во овој претек на информации кој што е достапен, мислам дека и го задоволува тој глад за смеа, за хумор. Го имаш насекаде, на интернет, на илјадници канали достапни преку сателитот и така натаму. Сметам дека кај нас се исто така и самите медиуми се криви за недостаток на хумор, затоа што не го негуваат. И премалку интервјуи има. Зошто ако пазарот има недостиг, односно поголема побарувачка, нема и зголемена понуда, тоа веројатно е нели онаа пазарна логика на поголема побарувачка, поголема понуда и расте и цената. Па видете, постои известна доза на филозофија која се потпира на ентузијазам и аматеризам. Обидите што ги гледаме по телевизиите, кои пробале да направат хумористични емисии, се базираат на као државниве тендери. Понудата на најмалата цена. Што значи? И лоша продукција, и неквалитетен избор на автори на тие дела, и тие згаснуваат. После по 5-10 епизоди згаснуваат. Многу и 10 дури. И неоправдана самодоверба во авторскиот. Да. Прочитајте ги шпиците одјавни на било која хумористична серија. На било која на запад. Таму не стои еден сценарист или двајца. Тоа се дузина и дузина автори. Джей Лено излегуваше, пензиониране. За него го знам податокот, горе-долу вистински бројки, секоја вечер. И насмејуваше милиони гледачи, секоја вечер. Зад него стоеја 30 платени сценаристи и уште 30 веројатно хонорарци. Голем број на стендап комичари, познати стендап комичари, кои што се сега, да го земеме Луи Си Кей, со години пишуваше за Девид Ледерман. Пред се писатели. Пишаниот збор во занаетот продукцијски кај нас не е ценет. Нити е и сите гледаат продукцијски е погрешно поставена работа. И да не збориме понатака. Како сме на социјалните мрежи, имали дефицити таму од хумористични твитови и постови на Facebook? Дефицит, види. Нема дефицит, меѓутоа ти го разбрав прашањето уште првиот пат за недостатокот на хумор. Не е недостаток на хумор, него веројатно има малку повеќе и други емоции кои што се излеваат по Facebook, по Twitter, на Instagram, фала Богу, не, таму има нозе. Да, нозе и хамбургери. Али тие други емоции сведочат за некоја
доза на гнев, омраза, криза на духот видлива преку говорот на кој комуницираме на социјалните медиуми или? Па криза на духот или недостаток на сензибилитет за човекот, односно за било кој друг човек, немање толкаво чувство на, не мора да е тоа нити разбирање, нити емпатија, едноставно чувство за другиот и за неговото размислување. Сведок сум бил на многу случаи, многу од нив и лични мои, каде што со оној со кој што ќе се разидеш во мислењата, дебатата не престанува од едната страна, него таа страна има некаква си потреба да вулгарно во најмала рака кажано ти укаже дека не знам, веројатно дека си на пониско интелектуално ниво од него или дека не размислуваш правилно и така натака, бидејќи... Значи и вие луѓето што во основа сакате да бидете досетливи, хумористични, занимливи, се соочувате со обратни емоции од вашите следачи на Facebook и на Twitter профилите, или не знам какви се реакциите на едноки, ќе зборуваме подоцна во текот на емисијата, но она што ме интересира сега е како вие лично се справувате со тие дози на гнев, омраза, говор на омраза кои во огромни количества се истураат на тие виртуелни плоштади како што се Facebook и Twitter. Во принцип, како што не знам, нема еталон за правилно размислување или неправилно размислување, импулсивни реакции се возможни во секое време, иако тргнувајќи од личен пример, би можел да кажам дека пред неколку години, односно кога беа зачетоците на тој зголемен интерес за социјалните медиуми, и јас сум бил малку помлад и понеразбран, поинаку сум се справил со тоа, побрзо сум реагирал, сум бил пожолчен или не знам, поагресивен на моменти. Меѓутоа со тек на време тоа досадува и сваќаш дека едноставно нема вајде, нема разбирачка со човек кој што дошол да ти каже дека си смотан, прост, глуп, не знам. Еднаш на Facebook чинам напиша кој во Македонија нема да полуди, не е нормален. Што толку те инспирира или те нервира во Македонија? Добро, да, во колумна беше тоа. Што го предизвика? Не е тоа мое. Да. Дознав дека и Бреговиќ во песни или во концерти, немам поима, го Оригиналниот Бреговиќ кој што цел живот компилира. Најоригиналниот. Така да не ми ема како него се. Ако е не, веројатно не е него. Тоа беше, не знам, коментар во контекст на целокупната социополитичка реалност во Македонија, последниот подолг период. Јас сум емоционален човек, ми се грижам за другите луѓе и сакам да ги разберам, сакам да разговарам, да комуницирам со нив, сакам да најдеме заеднички јазик. И на моменти стварно се осеќаш разочаран на човечко ниво од очигледниот недостаток на капацитет. Кај сите нас зборам, сега нема покажувам со прсти. Јас сум во право. Но како и да го вртиме, пак ќе ја допреме политиката. И во еднооки главни ликови се политичарите и новинарите, веројатно тие и ние сме најсуетни. Ќе зборуваме подоцна за не поише од архитектите, докторите, артистите, офталмолозите и така натаму. Почитувани гледачи, Facebook постои само 12 години. Во Македонија првите профили се креирани пред околу 10 години, но можете ли денес да замислите барем еден ден без оваа глобална мрежа? Повеќе од половина од вкупната популација во земјава, 1,3 милиони луѓе се активни на Facebook секој ден. Твитерот е помалку популарен, но знае да види и тоа како инспиративен. Ваквите трендови и бројки како чист пенал го искористи бизнисот, односно компаниите, филмските, музички и спортски звезди, политичарите исто така. Сите тие видоа шанса за брза, а лесна, масовна, а едноставна и, што е најважно, бесплатна можност да се испрати одредена порака. Е сега предноста секој да биде медиум и да ја сподели со светот својата вистина или информацијата што ја добил, има и свои слабости. Зад тастатурата е секој многу храбар и често не бира зборови кога мери аргументи со некого. Бојана Димитриевска ќе ни раскаже за зависноста од глобалниот феномен на новото време и ќе ни даде слика како е тоа преку океанот во развиениот свет. Недела ден за одмор, кога го користиме да испиеме кафе со пријателите, да седнеме на ручек со најблиските или да прошетаме некаде во природа, да заборавиме на оние секојдневни обврски. Најчесто не сме пред компјутерот и не куцаме на тастатурата, но тоа не значи дека не сме активни на социјалните мрежи. Телефоните се тука секогаш со нас. Во овој момент ќе проверам колку од моите Facebook пријатели
се активни сега. Од тоа што можете да го видите вие, а и од тоа што го видов јас, бројката е голема. 1/3 од светската популација ги користи социјалните мрежи и несомнено тие имаат големо влијание врз општеството. Најпопуларен од социјалните медиуми во Соединетите Американски држави е Facebook, па доаѓаат YouTube и Twitter. Кај нас пак на прво место е YouTube, па потоа се Facebook и Instagram, а Twitter е на 6-то место. Со појавата на таблетите, лаптоп компјутерите, смартфоните имаме можност во исто време да ја гледаме омилената телевизиска емисија, спортски надпревар или филм и да разменуваме мислења со другите корисници на Facebook или Twitter. Хумор, сатира, политички ставови. Се може да прочитаме и видиме на социјалните медиуми, но често тастатурата ја користиме за да искажеме гнев, да си олесниме душата. Во Македонија политичките случувања, особено во овој период на политичка криза, се најчесто мотив да твитнеме или да напишеме статус на Facebook. Како е во САД? Дали и таму политиката е главна на социјалните медиуми? Одговор побаравме од новинарот Цветин Чилиманов, кој од Вашингтон известуваше за Македонија. Всушност тој е еден од македонците кои редовно твитаат, а особено е актуелна неговата интернет комуникација со американскиот амбасадор Джейс Бейли. Слично функционира и таму е платформа за брзо кажување на информации кои што инаку можеби не би се до крај проверени или не би смеле да ги кажете во мејнстрим медиумите, и зависи колку повеќе мејнстрим медиумите, телевизиите, весниците се ограничувачки за луѓето, толку повеќе луѓето бараат вентил некаде и го наоѓаат на Твитер и во САД. Значи има работи кои што не смеат да се кажат во мејнстрим медиумите, така например го добивме на некој начин Трамп. Ова е една Твитер кампања што имаме во САД во моментов. Од американските политичари на социјалните мрежи најпопуларен е председателот Барак Обама. Само на Твитер го следат повеќе од 39 милиони. Освен тоа и главен инстаграмџија. Неодамна додека патуваше за Аљаска да ја промовира агендата за климатски промени, председателот направи фотографија од планински венец од прозорецот на авионот и ја објави на популарната социјална мрежа. Под фотографијата напиша: "Ќе ги поминам наредните денови во оваа прекрасна земја и ќе се сретнам со нејзините жители за да дознаам што се случува во нивните животи. Навистина ми е драго што ќе го споделам сето тоа со вас." Набрзо потоа фотографијата доби илјадници лајкови. Уште од така наречениот Facebook избор од 2008 година Обама представува трендсетер во користење на социјалните мрежи, но сепак тоа е ништо во споредба со овогодинешните кандидати. Тед Круз ги објавуваше неговите појавувања на Перископ. Марко Рубио го користеше Snapchat, Ренд Пол и Линдси Грам објавуваа видеозаписи на YouTube. Дури и Берни Сандерс привлече 2 милиони обожаватели на Facebook, со што беше крунисан како кралот на социјалните мрежи од страна на весникот New York Times. Но овде и Доналд Трамп, доколку Сандерс беше наречен крал, тогаш Трамп е бог. Никогаш политички коректен, Трамп привлекува огромна публика од околу 4 милиони следбеници само на Твитер. Она што Трамп го разбира е дека најдобар начин за онлайн доминација не е да информираш, туку да провоцираш. Имавме ситуација кога Хилари Клинтон на Трамп му напише delete your account. Избриши си го акаунтот, бегај од Твитер, не смееш ова да го зборуваш. Значи некој твитерџиски говори фори, додека Трамп од своја страна добива по 20.000, 15.000 преобјавувања, ретвити на неговите коментари, бидејќи очигледно има луѓе кои што сметаат дека работите што тој ги кажува не можат да се кажат на телевизија и затоа сакаат да ги кажат на делот и работи на вистина се говор на омраза. Има, не знам, еден бизарен култ во моментов, не знам, се поистоветуваат со една фигура на една жаба која што викаат Пепе и таа ставаат на Твитер и таа е символот дека го поддржуваш Трамп. И во Македонија Никола Груевски и Зоран Заев се меѓу најпопуларните на социјалните мрежи. Лидерот на ВМРО-ДПМН има повеќе од 202.000 фанови на Facebook, а првиот човек на СДСМ над 150.000. Кај нас лидерите имаат и приватни и официјални страници како јавни личности, фан страници, а некои од нив и по неколку. Политиката и политичарите за сега остануваат главен повод за дискусија на интернет. Сведоци сме и на повикување на омраза. Се чини секоја вест, особено ако е поврзана со партиите, се користи како можност за етикетирање и отворање жестока дебата за едните или за другите, по-добрите или по-лошите. Ете, видовме во САД најпопуларен политичар на социјалните мрежи е председателот Барак Обама. Кај нас ситуацијата е поинаква, барем од она што јас го знам. Бетмен, ти си многу активен на Твитер. Колку следбеници имаш таму?
Јас имам на Твитер повеќе од 16.000, 16.300. Така, нешто се не знам. Кој е најпопуларен Твитер автор кај нас? Може ли тако нешто се измери, се каже или? Искрено, веќе подолго време не... Твитер ми беше особено интересен како медиум на почетокот, кога го откривав и преска ти спомна вие што сакате да сте духовити, тоа е вистина. Имало период веројатно во развојната фаза на повеќето од нас што сме повеќе години таму, на вистина сме сакале, бидејќи го опипуваш медиумот, наидуваш на некаков одговор од оние твои следачи, од таа заедница, како што некој ја нарекува, и ти е интересно. Меѓутоа, со тек на време, секој за себе има веројатно луѓе кои што таму и ден денес сакаат да бидат интересни, секој со своите причини. Некој има 15 години, некој е во средовечна криза, некој е социопат, тоа е вистина. И меѓутоа, кој е најпопуларен, нити следам, нити па се тркам со некого за да... Во Америка најпопуларен политичар е Барак Обама, но тој е дури негде на 607 место. Претходно, веројатно и логично тоа и разбирливо. Пред него се музички звезди, филмски звезди, актери, глумици. Кети Пери е прва, мислам, со 90 милиони следбеници на Facebook или на Twitter профилите во САД. Кај нас, знаете кој е? Јас вчера бев малку изненаден, можеби не ми е точен податокот, но според бројот на Facebook следбеници кај нас е најпопуларна македонска актерка, односно турска актерка со потекло од Македонија, родена во Скопје. Ова беше во Султанот. Од Збогум Румелија. Главната актерка. До таков податок дојдов јас. Супер. Мора да поддржиме се што е турско последно. И сега пак ја свртиме кон телевизијата, значи од веројатно телевизиските серии си го направија своето. Борис, која е публиката на Едноки? Кому вие се обраќате? Ние се обраќаме, мислевме исто така на почетокот кога почнувавме, личевме на твитераши, мислевме дека сме многу cool, духовити, врскасти во таму и дека нашата публика ќе биде да речеме пообразована, поинтелигентна и така натаму. И не се надевавме на толкав успех во почетокот. Мислев дека помал ќе биде. Тој дострел што идеално за мене ќе беше да има некоја си критична маса, 10% од гледалиштето. Што се случи, веќе на 6-7 емисија, ми се јавуваат одолно дупени и пријатели и велат дека се собрале на сред село, телевизорот надвор, чекаат Еднооки. Феноменот беше, успехот на Еднооки беше неочекуван. Нити за нас како автори, па дури за телевизијата, покојната А1. Знам дека рейтинзите, кои ми ги покажуваат тогаш, ги надминуваа сите очекувања, па дури ги надмина и рейтинзите на преносите од некое светско првенство имаше 2006. Ама ја немаше тогаш Збогум Румелија. Румелија не беше. Со фудбал може, со турските серии. Што се случува, интересно е ова овој податок дека наша актерка која што е главна во турска серија и има најголем број на следбеници, тоа е оној, да го наречеме, медиски кросовер. Значи, ако си присутен на телевизија, на неколку медиуми, на неколку по природа различни, а сепак влијателни, се постигнува тоа. Ние како многу доцна влеговме, немаме ни сајт. Еднооки нема сајт. Нема ни Facebook профил. Facebook профил има фан пејдж. Може треба да искреирате Facebook профил на некој од главните ликови. Бев, јас, да, Рок Пророк беше ликот кој што одржуваше као некоја си фан. Па после Цукерберг ми повара лична карта да види дали сум навистина Рок Пророк, па ја сменив во моето име и презиме, така сум сега легално Борис Дановски на Facebook. Беше фантом, уствари, на Facebook. Бев Рок Пророк, нерегистриран гласач, виртуелен лик, оцртаните филмови, ја и Душко Дугушко. Имате ли некакви сознанија, некаков, како да кажем, интеракција со публиката и како сознание, колку вашите пораки што ги испраќате во Едноки или Бетмен вели твоите твитови и Facebook постови, како влијаат врз формирањето на јавното мислење? Успевате ли да го промените мислењето на некоја целна група или популација? Никој пат не сум имал таква лична мисија. Сум го правел тоа што го правам, затоа што мене ми е интересно. Затоа сум почнал да пишувам, не со идеја дека јас ќе креирам јавно мислење, а реакции има од крајност во крајност. Буквално и веројатно, ето и тоа е дел од
јавното мислење, од такви кои што ќе ти порачат селјандуро една мрж, врати се назад во селото од кое што дојде, до други кои што ќе кажат еј браво батка, како им го кажа ова, што им го кажа. Не знам, веројатно се навикнав да е тоа нормално и нити не ме возбудува премногу, нити негативно, нити позитивно, го сваќам само како дел од работата. Исто тоа претежно се на политичка база хејтерите. Сметам дека поголем дел на здраво размислувачка публика си остана верни гледачи на едно. Ние постоиме 10 години. Во тие 10 години се смени многу нешта и на цивилизацијско, и на медиско, и на политичко и социјално ниво. Кога поштувавме ние, актуелна беше аферата Фабрика, каде што новинари со координирани спинови настапуваа за да го одржат имиджот на актуелната влада и така натаму. Тоа беше еден мал дел од мотивот за да го почнаме еднооки. Исто така отсутствуваше секаква сатира. Политичка сатира, директна политичка сатира, не скриена, алузивна или... Но и по 10 години останаа политичарите и новинарите главни ликови. Па тоа е проблемот. Тоа е она што го скокот кај народот, или? Да, па кај нас, знаете што, премногу, како да ви кажам, демократизирано ги гледаме работите. По мене, последна суперзвезда македонска беше Бранка Станковска. Зашто? Затоа што никој не ја видел во автобус. Тоа е секој што шофер, дотерана и така натаму. Добро, тоа е една скокотлива тема. Зависи како за кого. Знаеш, кој е скокотлив на таа тема. Али познаш некој? Ако епизодата не е доволно сатирична, одма и не е атрактивна. Каде е границата на она да биде смешна, а да не биде навредлива? Не постои граница. Не постои граница. Навредува едно, ќе имате таков впечаток? Па, мислам дека понекогаш навредува. Јас сум тој, мене, мојата екипа ме вика цензор. Навистина не сакам, еве да речеме, никогаш не сум сакал да го ставам Бранко Геровски конкретно во тој контекст и така натаму. Меѓутоа, кога човекот се произнесе со некои своји ставови за време на НАТО самитот каде што 2008 година и така околу името стана легитимен таргет по мене. Ја никош не сум се срамел, нити па влие на мене тоа што условно левицата сака да не турбофолкеризира нас патриотите со... Ја признам, јас сум македонски патриот, националист. За некој, со сендвич, со свирче, со... Хамбургер или чизбургер? За мене кебаб. Така што реакцијата е различна. Меѓутоа, влијанието сметам дека, и тоа точно ќе го кажам, за тоа има и истражување. И не само од наши, ако туку и од странски амбасади. Дека ние точно го таргетираме неопределениот гласач, кој што представува во сите демократски општества од прилика 30%. Така, бидејќи таборите се поделени, да, лево и десно. И тие се одлучувачкиот фактор и во јавното мислење, и во политичките победи. Секогаш е неопределениот гласач. Сите истражувања што ги правеа од заедно се совпаѓаат на тоа дека ние точно таму таргетираме. Генерално, кога ќе настапиш со сатира базирана врз здрав разум, односно не е базирана врз нечија разгневеност или врз некој многу лош нарав, тогаш реално и да имаш влијание токму кај таквите луѓе кои што размислуваат со своја глава и ги интересираат различни агли на гледање нешто. Која е најголемата закана или навреда што си ја добил на некој твој пост? Не знам. Има безброј, ја? Имало. Сериозно, тоа не е ништо, мислам, не е ништо страшно. Се навикнува човек, не би да драматизирам дека тоа кој знае колкав проблем, иако не е пријатно, меѓутоа на интернет коментираат похрабри се оние кои помалку мислат.
подоминантни се како маса. Ти никој пат не си ми пишал ништо на Facebook, бидејќи нити и јас на други места ретко коментирам, ретко пишувам, дури и ретко им враќам на моите коментатори, бидејќи сваќаш дека е безпредметна дискусијата, просто дека нема потреба. А оној кој што сака да те донесе до вокалта е похрабар, поокуражен да биде гласен. Па дури и заканите се многу чести во постовите, тоа можам да го забележам и јас кој не сум многу активен на социјалните мрежи. Она што обесхрабрува, барем според мене, е тоа што од буквално речено одвратни коментари не се воздржуваат ниту врвни интелектуалци и универзитетски професори. Мислим стои. Често се прашувам како може да има успешна академска кариера човек, а таквите не се малку кај нас во Македонија, кој по цел ден место да истражува или да образува, да работи со студенти или да пишува научни трудови, седи пред компјутери и на тастатурата истура огромни дози и количества на гнев, притоа не бирајќи зборови. Не е само гнев. Навреди и закани безброј. Предлагам ако може да видиме кои се дел од постовите на денот или некои од најактуелните постови на Твитер и на Фејсбук. Да. Љубиша го поканивме во емисијата да Ова ми е еден од омилените твитови на Љубиша. Како љубител на шкембе чорба. Да. За внатрешна убавина се работи. Да, може да одиме да видиме и други. Не. Имаш коментар, Бетмен? Повели? Еве, кога ти е најтешко, сети се дека не си Љупче Злат. Добро. Или Катица. Да, а сети се дека си демон долна црта 666, па размисли што тоа значи и колку ти е тешко или лесно во животот во моментот. Последното дно Да, на ова не ман. го сватив ценетата професорка. Денови на Света Мајка Тереза, дно на ман. Нешто да се каже. За да го препознаеш дното, треба да си на дното. Понекогаш. Може би ќе беше интересно да ги видиме и коментарите што се под тоа, но во некоја друга пригода одиме понатаму? Ги имаш десетици на ден коментари кои што не би ги врзал никогаш со идејата за луѓето која што си имал во време кога немало толку многу достапност преку Facebook и Twitter до нивната интима или кога онака крволочниот, условно речено, дел од нивниот карактер, не си можел да го видиш. Дозволи Бетмен да кажам дека навреди и закани има безброј и јас сум добил закани и навреди, дури и Бојана, колешката Димитриевска, иако е од понежниот пол, била на некој начин жртва на злоупотреба на својот профил. За еднакво општество се. Зборувам за одвратни закани. Нека издржи. Не личи. Ако е женско. Во продолжение ја поканувам Бојана во емисијата да ни објасни за што станува збор и со незиниот гостин Бојан Кардалов, експерт за социјални медиуми, да ни објаснат какви се нашите права на заштита од напади, навреди и закани на социјалните мрежи. Бојана? Добар ден, Горан од дескот на телевизија Нова. Јас сум сведок за тоа дека моја фотографија, објавена на социјалните мрежи, беше злоупотребена. Како требаше да постапам во ваков случај? Одговорот го барам од мојот соговорник, специјалист за нови медиуми Бојан Кардалов. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден, добре дојдов. Моја фотографија која всушност не ја објавив лично јас, туку мојата сестра на Facebook. И при тоа не беше дозволено да ја гледа секој таа фотографија, односно не беше паблик, туку беше дозволено да ја гледаат само незините пријатели, беше искористена, објавена на еден портал кој во моментов не би сакала да го именувам и при тоа беше злоупотребена во политички контекст. Мојата мајка беше навистина многу вознемирена кога ја виде фотографијата, всушност она прва ја виде фотографијата, ми се јави и праша што се случува, зашто? Јас како јавно лице или како јавна личност, ајде се најдов на таа слика, но зошто и мојата сестра која во тој период беше и малолетна. Доколку одев, односно доколку овој случај го дадев на суд, дали ќе го добиев? Па добро, тоа секако би зависело од судијата и од начинот на водење на постапката која што би била во тој момент. Меѓутоа секако апсолутно постои можност, право од ваша страна било на кој граѓанин
да покрене постапка доколку се чувствува дека е повредена неговата незината приватност, значи доколку се работи за клевета, навреда, омраза, дискриминација и така натаму и така натаму. Она што е многу важно и што постојано го говориме, меѓутоа тешко допира, е тоа што сите ние како граѓани мора да разбереме дека сите оние законски обврски кои што ги имаме како граѓани мора да ги почитуваме и да важат не само во секојдневието, туку и во начинот на кој што постапуваме на социјалните медиуми. Порано беше доста расширена една теза која што велеше многу е лесно на интернет, заради тоа што таму сте анонимни и буквално можете да правите што сакате. Тоа не е така. И тоа секој граѓанин, јавноста мора да го знае дека секој одговара за постапките кои што ги прави и кои што придонесува на социјалните медиуми. Особено ако се работи за сите овие прекршувања од типот на клевета, навреда, дискриминација, говор на омраза и да не ги редам понатаму, повреда на приватноста. Значи, секој има право да покрене, и одговорот апсолутно и вие, бидејќи дефинитивно мора да се прави разлика меѓу она што е јавно и она што е приватно. Кажавте и вие, се може да се види на социјалните мрежи и на Facebook и на Twitter, буквално од хумор и сатира до класичен говор на омраза, клевета, навреда. Одговарал ли некој досега за искажана клевета, навреда или за ширење на говор на омраза на социјалните мрежи? Пред да одговорам на прашањето, имам должност да кажам дека навистина социјалните медиуми, дали говориме за Facebook, Twitter или останатите, имаат многу повеќе позитивна улога од тоа да социјализираат, дружат, спојуваат луѓе, се наоѓаат при работа, при многу корисни активности, отколку што придонесуваат за случаи како што се овие за кои што зборуваме. Меѓутоа и тоа се случува како што се случува и во реалниот живот. Во Македонија има случаи, се враќам на прашањето, во кои што суд од Велес, односно судика од Велешкиот суд има донесено 2 пресуди кои што се однесуваат на условна казна за лица кои што сториле навреда или клевета преку социјалните медиуми. Примерот е позитивен, бидејќи навистина станува збор за еден долг процес, кој што можеби ќе звучи чудно бидејќи го нарекувам позитивен, но е многу важно во ваквите ситуации да се испита дали тоа лице навистина стои за тој профил и дали од конкретното лице се случува она што се нарекува навреда или клевета. Исто така е позитивно заради тоа што ќе упати порака до сите нас дека имаме одговорност за она што го правиме на социјалните медиуми, дека ние не можеме во секојдневниот живот да бидеме културни, фини, воспитани, а сите негативности или фрустрации да ги на некој начин истресеме на социјалните медиуми. Значи ние мора да разбереме дека во денешно време секој од нас има своевиден медиум. И тој се нарекува социјален медиум. И со самото тоа немаме само можност да се социјализираме и да испраќаме пораки, ставови, мислења, споделуваме содржини, туку имаме и одговорност. И таа одговорност дефинитивно мора да се постави, но во исто време да се внимава на слободата на говорот. Така да овој пример или овие случаи се уште течат, бидејќи малце потешко оди оној процес на докажување пред конкретно социјалниот медиум Facebook, зашто се бараат тие потврди, бидејќи без нив не можно да се докаже дека е навистина тој идентитет. Меѓутоа повторно е тоа добро заради тоа што Facebook внимава на глобални рамки, тоа не е кон Македонија, туку генерално кон светот, бидејќи не сака да стекне имидж дека многу лесно дава податоци кои што можеби некаде, како што има примери по светот, можат да бидат злоупотребени. Велите се внимава на слобода на говор, но се прави ли разлика меѓу слобода на говор, клевета, навреда, дискриминација, постои ли некаква регулатива? Добре, јас ќе бидам искрен, не се прави. И тоа навистина не е во ред, заради тоа што не станува збор дали институциите и судовите прават разлика, туку пред се станува збор дали ние како учесници правиме разлика. Ние како луѓе кои што се обврзале, односно склучиле на некој начин договор со социјалните медиуми, ги прифаќаме условите на функционирање кои што тие социјални медиуми ги нудат. Тоа е под број 1 и под број 2. Ние ги прифаќаме како граѓани правните прописи кои што постојат во конкретно нашата земја или другите граѓани во другите земји. И дефинитивно мора да се направи разлика и мора да работиме сами на себе и да знаеме во најмала рака, ако не можеме тоа теоретски да го издефинираме, ајде да го поставиме вака. Колку нас не боли кога ќе прочитаме или видиме нешто за нас кое што е наменето во негативен контекст, или уште поедноставен пример. Колку нас не боли кога ќе видиме некоја фотографија на Facebook конкретно кај што не сме убаво излезени.
и тогаш се буним и бараме да биде отстранета. А камоли кога станува збор за смислен, намерен атак врз одредена личност, со цел да се предизвика некаква клевета, навреда, да се доведе таа личност во негативен контекст или во пошироки рамки дискриминација и слично. Ви благодарам за овој разговор. Горан, тоа би било се. Се надевам дека одговоривме на голем дел од прашањата поврзани со оние злоупотреби на социјалните мрежи, како и со ширење на говорот на омраза, со клеветата, со навредата. Се надевам дека барем ги појаснивме работите како стојат и дали постојат регулативи за заштита. Поздрав до твоите гости и се надевам дека навистина допринесовме да биде оваа посодржајна дебата. Бојана, ве поздравуваме и ние од ова студио. Поздрав за тебе и за твојот гостин Бојан. Така е. Поздравам. Им се заканува некој на еднооки? Сте добиле тужби? Сте завршиле на суд? Па не, видете, најголемите закани беа од политичарите кои излагуваа на собраниска говорница. И напишав пригодно хаику во еден демант, пошто нормално во Македонија како ќе попалиш некого ако не збориш за парите, парите и парите. За слобода и демократија. За слобода и демократија, да. И ја тоа го сметам за закана. Да дојде од собраниска говорница, некој да злоупотреби својот имунитет, да се закани на едни сатиричар. Знаеш, и да блуе невистини и глупости, но некој тоа им стоеше. Знаеш, на природа на нивните карактери. Друго сме добивале закани по телефон, по мејл, да намалиме закани за моите деца, имаше и така натаму, и тоа се само закани. Вие сте од времето и на пејџер дури закани, веројатно. Да, на пејџер уште ми стигаат закани. Имаше неодамна една интересна, за кого како интересна ситуација, ама еден веб портал и неделник објави сатирична вест, измислена Кромит. И беше пристигнато барање од извесен новинар кој што поранешен независен новинар, сега член на партија, барање да се избрише, да се демантира веста и така натака, која што јасно стои дека е Кромит, дека е измислена. Да, тоа. И Трамп го имаше тоа во предизборната кампања со Рубио. Рубио која кажа дека има мали раце, а малите раце одликуваат помал други екстремитети. Да, други екстремитети и така натаму. И Трамп излета као клен и ги покажуваше своите раце. Така што, да, тие се интересни. Али за Фройд. Бетон, ти би тужил некој за некоја навреда? Сега да не ги охрабрам, али да кажам не ја. До сега не си го Тоа не е сторил до тоа. сега, ако тоа функционираше кај нас, ке бев милиардер. О, да. Може би не верувам во судството. Не, верувам во судството и верувам во слобода на говор и во крај крајва домашно воспитание и секој да си одговарат за своите постапки. Некој пати јас сум киксирал, мислам сум бил погневен него што требало да бидам како одговарајки на нешто, или после сум си се покајал за тоа, така да тоа сакам сите да го направам. Имав наум да одам да ангажирам адвокат, конкретно се работеше за една изјава, дали беше на колумна на Јани Макрадули или на некој од не знам више кој збораш, и се консултирав дали може да барам извинување, тоест демант од собраниска говорница, вамо таму. Не е рокерски. И лошо беше што отидов да се консултирам кај адвокатот што го смета СЈО за свето. Тука беше Да, и него го има на Твитер, затката, видиш да, како да. Тортевски треба да го побераш на Твитер и топло им препорачувам и на гледачите на ТВ Нова, ценетиот адвокат да го следат како ја користи. Сите да отвориме Твитер профили и се да следиме. Да, и да се распукаме. И сите се да кажеме да бидеме популарни Петон, како Борис, ден се Кейти Пери. недела, малку лабав ден, малку и да здивнеме. Немојте да беше Твитер. Од утре почнува Да, нова да има- работна недела. Не, Фудбал ќе у може 8 да сат се навечер е гледа. обично добро, недела да ставиш пост, твит. Кога веќе да се спомнавте лаба. некои луѓе и по имиња, видовме и некои актуелни твитови, што мислите за оние, ја ги спомнав во најавата за прилогот на Бојана, универзитетски професори и врвни интелектуалци кои секојдневно наместо да се занимаваат со својата работа, имаат прекрасна
благородна дејност тие твитаат и Види, историја и Менгеле имал 2 докторати, па за жал се занимавал со неговата работа од една страна, од друга страна срамот е само нивни, на сите тие носители на ласкави признанија со кои што сакаат да се и се добри во домена на својата работа. На пример, една од спомнатите е прекрасна писателка, меѓутоа не ми се допаѓаат, иако не мора да ми се допаднат, начините како таа си го Луѓето имаат право на свој став. Се разбира, Тој став се треба да разбира. го кажат. Јас лично ми е малку чуден и неразбирлив говорот, стилот на кој тоа го кажуваат, вордингот. Веројатно, благодарение на Твитер го гледаме тоа. Они тоа го имаат некаде во себе. И една друга вистина има, дека на интернет сите стануваме полоши луѓе. Да. Значи тоа е жива вистина и после пола сат на Facebook, на Twitter, просто се полниш со негативна енергија, која што зрачи од оние извори кои што се помногобројни и кои што поразлично ги перцепираат работите и кочниците им се помали и ја истураат наоколу, влијае врз тебе. Не може да не влијае, но е доблесно да го исконтролираш. Има и друг елемент, треба да се забрани употреба на социјални медиуми кога си пијан или под Борис на едноки им забележува дека не се еднакво критични кон сите. Ја прифаќате оваа критика или мислите дека сте балансирани, бидејќи се тоа осве што е задолжително и модерно? Не сме... Ама имате обврска да бидете балансирани, Борис? Немаме. Ти кажи фа, јас ќе кажам аки. Немаме ни едно адхок тело, ни еден авму, ни еден ретардиран... Ова звучи анархистички. Ни еден ретардиран Пип. Политички коректен булшит закон не може да застане на вакво А зошто Не не сме сте избалансирани? во ред, како да ти кажам, двата автори, клучни автори на едноки се десничари. По прашање на ова. Десничари сме. Во ред? Било кој пипа, се пазари, тргува со националниот идентитет, името на Македонија, со знамето, Таргет. за мене е легитимен таргет. Тоа е право на избор. Тоа е слободен говор. Не е слободен говор балансираност. Па, ние Како се ти ќе чудиме, бидеш ние бараме балансиран? балансирани медиуми. Како Па ќе си цела Америка, балансиран? човече, вакво, се поделени на десни и леви медиуми. Цели воведници, уредници пишуваат за тоа дека да, ние се извинуваме, почнува, не знам, политичка кампања, избори и така натаму, да ве известиме, доблесно е да кажеш, да се декларираш, дека ние ќе навиваме за Хилари или ќе навиваме за Трамп. И тоа го прават. Како денес ти ќе направеше балансирана емисија, кога 10 души ќе одбија да седнат тука. Демократијата е Мислев да разлика на балансирате вие мислење. двајца требаше. меѓу себе. Не може да балансираш. Мајде да пробаме веќе. Да се интервјуираме. Да ти ги јавам прашањата, сакаш? Добро, Да се Борис ти ми го одговори. одговори прашањето кое сакав подоцна малку да го поставам, бидејќи двајцата сте директно или индиректно вашата професија е врзана за медиумите. Сега имаме нови правила кои функционираат на 100 дена до изборите. Добивате ли впечаток дека вордингот, речникот на телевизиите е малку ублажен? И дека е тоа можеби позитивната работа во ова се што го рековте како нонсенс правила кои стварно се тешки за спроведување, тешки за изведување, бидејќи секој човек, зоон политикон, има право на собствен Да, став. меѓутоа нема добра работа во цензура. Ова е сега цензурирање на информации, плашење на уредници, на новинари, на презентери, на водители Телевизии, на медиуми, на све тоа. Буквално е плашење. И нема ниту една добра работа во цензурирање. Зашто да мора Телма да балансира, веш, ако не знам, ако и биле на Трајковска вчера гости Унко, вчера, нели, во четвртокот Унко, Не гледам. не знам, тројца луѓе кои што па баш и не се премногу неопределени. Зашто да мора луѓе кои што може би тројца... таму не одат десничарите. Ве поканили ли вас на именно. таму? Никош. Јас сум бил еднаш, вистина е. Топ тема? Да. Јас сум бил, ама не знам зашо беше темата. Али Уште се снимаше. зошто не може да го направи Монтер. продуктот кој што сака да го направи? На крај на денот го имам далечинското, да не си ги повторувам сега Апсолутно, тезите од колумните, ама апсолутно. вака ќе те цензурирам во делот секунда и наместо Горан Петревски, Боро Дамовски, Бетмен, ќе Борис, гледам... извини, нема да преиме. Значи Борис, не слад извинувам. коктело, далечински управувач. Тоа е твојот рецепт. А в корс Борис, ти имаш некој рецепт за медиуми? нема телевизор.
Ја искрено да кажам, ја не гледам телевизија со години, освен ехото што го добивам на социјални мрежи, па проверувам после снимки и така натаму. Евентуално гледам вести навечер, и тоа леви и десни. И тоа е мојот извор на информација. Бидејќи убав денов, предлагам да ги оставиме нашите гледачи, оние кои ја загледаа емисијава, малку и да олабават, да ручаат или да прошетаат, да искористат топло време уште некој ден. Нека не викнат на ручек. Нека твитнат. Не знам што ќе правите вие, јас со семејството напишат ќе прошетам во парк после емисијава, Борис можеби ќе оди во контрабанда, Бетмен, ти ќе твитнеш нешто? Нека идам да бидам гневен на интернет, бидејќи тоа е тренди и модерно и Ај пред да се одјавиме, може ли ми Сиот овој стрес што го добив од гостувањето, тука морам да го небалансирани. да легнам кај мојот Facebook Freud. Нешто така. Значи одите на компјутер. Можете ли пред тоа да предвидите како ќе изгледаат еднооки на 11 декември, тоа е недела, значи еве на 10 или на она сабота после тоа кога е премиерата на еднооки и што ќе напише Бетмен кога ќе се затворат гласачките кутии на 11 декември. Ќе напишам дека после Па не се забраните тешки прашања Напишам сега. дека апсолутно, али она старата ВМРО-вска после 11 декември доаѓа 12 декември. Или Ама не грее сонце, нема да огрее сонце бидејќи е зима, магла и нели тоа беше ќе огрее сонцето пак, ама дали ќе огрее или ја старата биде магливо. Садовска би употребил, знаеш. Народот е секогаш управо и кога не греши и греши и народот е во право. И беше Беше во право. Да, па не знам, не сме Или ја ќе рефреширали биде, одамна. Ама ќе твиташ небалансирано од 11 после тоа. Цело време и пред 11 и од 11. Не можеш баланс да најдеш. Не може, не постои, тоа е Да, ван шала на човечка страна, да тешко беше и во оваа емисија се обезбедат гости кои ќе имаат спротивни ставови на вашите. Бидејќи проблемот публиката е- заслужува да ги Знаеш како слушне. Горан, проблемот е ако утре ден некој од тие гости кои што не дојдеа сега зборат за медиумите, зборат за баланс или за било што, и ако јас ги искритикувам па ме обвинат дека не сум балансиран, односно дека сум контра нивните ставови, Да остави правото дека некој навистина бил спречен. Викенд е, им го земаме Вистина, луѓето викенд. вистина, но некој и одбил да дојде. Сега Ја без тука ракавици со да зборим. болно рамо, онен настинат. Луѓе, имате ли вие одговорност? Апелирам до вас. И како одеше понатака, ти напишаа тебе? Во секој случај ви благодарам на времето што го одвоивте за оваа емисија. Драго ми е за- дека го изведовме ова без многу листови пред И ми нас. беше чест што во премиерното издание на Нова, во новата емисија Око бевте мои гости. Ќе го давам предност на повозрастните. Толку? Фала ти што ме викна, што не викна. Да, се надевам Со ќе имаме лесно време и шанса и друга пригода да се Јавувај видиме се пак. и Со во други Господ прилики. Почитувани гледачи, се гледам идната недела во истиот термин. Око ќе гледа без очили и ќе се потруди да не им дозволи на сеачите на политичка магла да ни го заматат видот. Имајте убав ден и добро здравје. Довидување.